Тоа се очени обиди, ако ме прашуваш за да се оцрни некој лично, за да се релативизира и движењето, им најверојатно се исплашени затоа што засега добро се држиме и ќе бидеме истрајни, но нема за сега затоа што тоа се ефтини обиди, поради тоа македонската политика не е здрава и продуктивна овие 30 години. Нашиот мотив е првично да се разграничи активно политизирање од партизирање. Тоа што го правиме ние тука е политика, односно действување во политичкото. Политичкото е јавното, граѓаните сакаат да бидат сплотени, да не се разединуваме и бараме правда и безбедност во нашиот град. Многу спонтано настана ова граѓанска иницијатива која е следен по хоризонтална структура, всушност немаме лидер, значи нема лидерство. Функционира по принципот еден човек еден глас и вклучени сме голем број на луѓе од различна позадина, значи со различна школа, стручност, различна возрастна група, род и така натаму, неформално здружение, така што тоа е за сега нашата структура. Можам да лоцираме што не гледаме одговорност, односно не гледаме акција. Затоа што затоа што се случи тоа што се случи, не е единствена трагедија ова во Кочани. Ние бараме одговорност и за трагедијата во Кочани, но бараме и за претходните трагедии. Значи бараме соодветно да си одговорат сите кои што биле вклучени. Очекуваме фер и правична истражна постапка. Ние моментално не можеме да направиме ништо од оваа страна додека трае истрагата, така што очекуваме правда за сите и очекуваме транспарентност. Навистина очекуваме транспарентност од сите институции и органи, затоа што јавноста е изреволтирана и сака одговори. Ние работиме, значи секој ден се собираме и разговараме најдемократски, значи да ги формулиравме барањата кои што се јавно достапни во јавност. Можеме да ги презентираме транспарентно во секој момент затоа што ние функционираме на принцип на транспарентност, затоа очекуваме државата да функционира, како што е одговорна пред граѓаните. Нашите следни чекори до сега не се дефинирани, моментално изразуваме протест заради целата ситуација, заради коруптивната срж во општеството и очекуваме да ни се одговорат барем барањата кои што ги имаме конкретизирано и објавено.